Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз не ги пустоши само парите на македонските граѓани, туку подеднакво алчно се однесува и кон парите на европските даночни обврзници, кои треба да бидат наменети за развој на образованието. Скандалот со распределбата на финансиските средства на Европската Унија се проширува и во други институции. Конкретно, постојат индиции за спрега помеѓу директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на развојот, Инвестин Македонија, господин Арбен Вила, и директорката на Националната агенција, господја Лидија Димова, во доделувањето на средства за одредени проекти. Сомнежи за нас отвара фактот што господин Арбен Вила, кон крајот на 2018 година, преку електронска пошта, контактирал училишта од Република Македонија и им нудел посредување при добивање грантови од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со барање за 10% провизија. До нас пристигна имейл кореспонденција, тоест пораки, кои директорот на оваа државна институција ги праќа до голем број на училишта во Република Македонија. Во истите тие, тој се представува како експерт за акцијата К2 во делот 229, кој има контакти со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во пораката, која господин Вила ја испраќа до училиштата, ја наведува јасно неговата тарифа од 10% од вкупната вредност на доделениот грант. Овој износ треба да биде уплатен на сметката на негова невладина организација од Тетова. Цитирам: следи договор помеѓу Balkans Mobility Network и вашата школа, каде што во случај на секој добиен проект од нашата страна, Balkans Mobility Network добива 10% од целокупниот буџет, од вашиот тотален буџет. Тие средства ќе бидат префрлани на сметка на Balkans Mobility Network после подпишување на договорот со Национална агенција и добивање на вашите 80% од средствата после 7 дена, во заграда 10% провизија. Во електронската кореспонденција се советува и училиштето како да се надминат законските пречки од јавната набавка. Цитирам повторно: што се однесува на делот на тендерот и целокупните средства, школото ќе биде орган што ќе избира најповолна понуда за менаџирање на тие средства, но секако треба да се имаат предвид и 10% од целокупниот буџет што мене ми следуваат според договорот. Немам информација колку училишта наседнале на овој тип притисоци и барања за исплаќање на суми, но имајќи предвид дека се работи за милионски средства, но и високата позиција на господинот Арбен Вила денес, можеме само да претпоставуваме. Прашуваме: дали директорката на Националната агенција, господја Лидија Димова, и господин Арбен Вила неколку пати имале средба во просториите на Националната агенција? Втора, дали овие средби служеле за договарање на листите на грантисти на кои треба да им бидат поделени средства, а каде посредник е господин Вила? Го прашуваме и јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата, дали во овие случаи не гледаат тргување со влијание заради противправно стекнување на корист во рамки на европските фондови или пак коруптивност во однесувањето на владините функционери. Ви благодарам.